Почна хаосот во општините. Во матното лови кој ќе стигне и што ќе стигне. Без властието и немањето ингеренции на градоначалниците, некои почнале да злоупотребуваат уште од првиот миг. Конкретно во Штип за само 2 недели, откако му истече мандатот на Захариев, се откриени 7 нови дивоградби. Инспекторите се на терен и тоа во населбата 8 ноември се надградуваат веќе горе над зградите. Во населбата ноември каде живее ромско население имаме 3 дивоградби лоцирано и на Радански пат имаме една дивоградба лоцирано. Значи 6 дивоградби во овој момент се градат, а јас не можам да потпишам да речеме ниту еден акт како градоначалник, значи за активирање на механизацијата за установени нови објекти и рушење. Ова е едно од низата проблеми кои започнаа со истекувањето на мандатите на градоначалниците. Ние работиме неколку многу важни урбанистички планови, еден од тие Плуждино. Тоа е локацијата на новиот дуб кој се работи од гробиштата, значи према Кланица, каде се планирани над 20 фабрики за лестини за градувачка индустрија. Имаме заинтересирани купувачи, планот е готов, не е донесен. Но проблем и застој има и во секојдневните потреби на граѓаните од општинската администрација. Застој имаме значи во делот на данокот на промет, значи и приливот на средства се намалува во општината, тоа има силно влијание. Потоа во делот на издавање на урбанистичка документација одобрение за градење. Значи луѓе кои се купиле плацови, луѓе кои купиле плацови за градење на згради. Имаме реално проблеми околу одредена документација. Да речеме дојде некој сега во овој момент треба да добие куќа, улица и број на неговата куќа, на неговиот објект. Ние тоа не можеме да му го дадеме. Исто така, од 15 јуни кризата во општините ќе се продлабочи, зашто нема начин да се исплати плата на општинската администрација, образовните институции и пожарната служба. Се во ова и конкретни решенија беа тема на разговор меѓу Захариев и заменик амбасадор на ОПСЕ во општината.